во активни средби изминатиот период со пазарџиите, со пензионерите, влегувате ли во нека веќе отворена кампања за избори? Навистина јас не би го гледал изминатиот период во таа насока. Ние затоа рековме промовираме еден нов пристап со граѓаните во Република Македонија. Сите оние целни групи, сите оние групи на граѓани кои што навистина наидуваат на неразбирање од страна на владата на СДСМ и Зоран Заев, каде што гледаме дека имаме погрешни политики кои што нив ги тангираат. ВМРО ДПМН се разбира како одговорна политичка опозиција во Република Македонија, нуди решенија, нуди концепти и секогаш треба да биде во постојана комуникација со граѓаните, без разлика дали се тоа, како што рековте вие, пазарџи, пензионери, младите, стопанските комори ги знае во минатото, во периодот кој што следи ќе имаме исто така средби и со други категории на граѓани, така што не е важно дали сме ние во кампања или не сме во кампања. Треба да сме принципиелни и треба со граѓаните искрено да комуницираме, така што ВМРО ДПМН е народна партија, ВМРО ДПМН е партија на граѓаните и секогаш ќе биде на располагање на граѓаните. Ние нема да се затвориме и нема да дозволиме кога ќе победиме на следните парламентарни избори да се затвориме во канцелариите и да бидеме елитисти. Напротив, никогаш нема да заборавиме дека легитимитетот го дава, но и го одзема народот во оваа држава. Политичко прашање, изјавивте дека ја почитувате професорката Силјановска, но дали тоа значи дека може да биде и таа председателски кандидат на ВМРО ДПМН? За председателските кандидати на ВМРО ДПМН и сите оние кои што ќе достават пријава до конвенцијата на ВМРО ДПМН, македонската јавност ќе биде информирана не подоцна од 5 февруари, кои ќе бидат кандидатите на конвенцијата, а за кој ќе биде председателски кандидат ќе мора да почекаме до 16 февруари да делегатите на конвенцијата се изјаснат и преку тајно гласање го одбереме најдобриот и јас сум убеден дека предлогот на ВМРО ДПМН ќе биде председателски, односно ќе биде иден председател на Република Македонија. Предлогот на ВМРО ДПМН ќе биде и градоначелник на градот Охрид, предлогот на ВМРО ДПМН ќе биде и градоначелник на општина Ново село. Така што сето ова кое што го збориме го темелиме на целокупната навигација која што ја добиваме изминатиот период. Не е ова политиканство, не е ова оптимизам кој што се темели на еуфорија, туку напротив на факти и понуда која што ВМРО ДПМН како политичка партија, еве како што вие рековте, во изминатиот период на сите овие следби со граѓани ја презентира пред граѓаните и ја добива онаа емоција од страна на граѓаните. Така и ќе продолжиме, ќе работиме пеколно тешко во периодот кој што следи да сите овие напластени проблеми кои што ги има ова општество, а се резултат на погрешните политики на владата на СДСМ и Зоран Заев, ги решиме.